Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ, Лилјана Митрова. Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е централниот дневник на КТВ телевизија, а во прилог настаните од денот. Поголема површина во Бошавијата денеска беше опожарена. Интервенираа 3 екипи со 3 противпожарни возила. Пожарникарите од ТПП Кавадарци денеска интервенираа на пожар во Бошавијата, каде огнената стихија зафати голема површина. Во акцијата за гаснење беа ангажирани 3 екипи со 3 противпожарни возила, а поддршка на терен даваат и граничната полиција и подружница Бор Кавадарци. Силниот ветер представуваше голем предизвик и дополнително ја отежнуваше интервенцијата, поради што гаснењето продолжи се до целосно локализирање и ставање на пожарот под контрола. Пожарникарите, заедно со сите вклучени служби, вложуваа максимални напори за спречување на понатамошното ширење на пожарот. Превенцијата е најдобра заштита од пожари на отворено, порачуваат од територијалната противпожарна единица Кавадарци и апелираат до граѓаните на внимателно однесување кога се на отворен простор. Пожарите на отворено можат да предизвикаат катастрофални штети врз природата, имотите и човечките животи, а најголемиот дел од нив настануваат поради човечко невнимание. Поради тоа, територијалната противпожарна единица Кавадарци упатува апел за соодветно однесување и доследно почитување на превентивните мерки. Пожарникарите подсетуваат на основните правила за заштита. Во природа, строго да не се пали оган на отворено во сушни периоди, да не се фрлаат неизгаснати од пушоци од цигари и темелно да се изгасне секој затекнат оган пред да се напушти местото. При земјоделски активности, забрането е палење стрниште и растителен отпад по жетвата, се препорачува механичко чистење на мегите и редовна проверка на издувните системи на земјоделската механизација. Заштита на имотите. Околу куките и викендиците во близина на шуми да се направи заштитен појас од најмалку 10 метри со расчистување на сувата трева и гранки, а ѓубрето во дворовите да не се гори. Од ТПП Кавадарци ги повикуваат сите граѓани доколку забележат дури и најмал чад или оган, веднаш да се јават на бесплатните броеви 193 пожарна или 112 број за итни случаи. Општина Кавадарци го објави конкурсот за наградата 7 септември. По повод денот на ослободувањето на Кавадарци, Општина Кавадарци, локална самоуправа го објави официјалниот конкурс за доделување на престижната општинска награда 7 септември за 2026 година. Наградата им се доделува на физички и правни лица, како знак на општествено признание за истакнати остварувања во стопанството, науката, уметноста, културата, образованието, здравството, спортот, заштитата на животната средина и сите други области од животот кои даваат посебен придонес за развојот и афирмацијата на градот. Исто така признанието им се доделува и на ученици и студенти за посебен творечки труд или континуирани успеси во наставните и воннаставните активности. Право на предлагање кандидати имаат сите правни и физички лица. Предлогот треба да содржи детално образложение, биографија за поединецот, како и пол, назив, адреса и телефонски број на предлагачот. За печатени дела и изданија задолжително се приложуваат 2 примероци од делото. Потребниот формулар за конкурирање може да се подигне во граѓанско-информативниот центар во општина Кавадарци. Крајниот рок за доставување на иницијативите е најдоцна до 14 август 2026 година. Се подготвува за асфалтирање патниот правец Мрежичко-Мајден. Во тек се интензивни подготовки за асфалтирање на патниот правец што ги поврзува населените места Мрежичко и Мајден. Овој значаен инфраструктурен проект го реализираат јавното претпријатие за државни патишта, ЈПДП, и јавно претпријатие Македонија пат. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува над 50 милиони денари, средства наменети за целосна реконструкција и модернизација на оваа патна делница. Со реализацијата на овој проект значително ќе се подобри безбедноста во сообраќајот и ќе се подигне квалитетот на сообраќајното поврзување во овој дел од регионот. Ново асфалтираниот пат значително ќе го олесни секојдневното движење и патување на локалното население, а истовремено ќе создаде и подобри услови за побрз локален и економски развој на околните места,
велат од општина Кавадарци и истакнуваат дека фокусот останува на капиталните инвестиции кои директно влијаат врз подобрувањето на квалитетот на животот на граѓаните и создавањето модерна патна мрежа според сите безбедносни стандарди. Се поставува атмосферска канализација во новата населба во Росоман. Со овој зафат се овозможува правилно одводнување на атмосферските води, со што се намалува ризикот од несакани поплави. Во општина Росоман во тек е реализација на проектот за поставување на атмосферска канализација на улиците број 40, 41, 42 и 43, со вкупна должина од 965 метри. Со изградбата на новата канализациона мрежа ќе се возможи правилно одведување на атмосферските води, ќе се намали ризикот од поплавување и ќе се создадат подобри услови за понатамошно комплетно уредување на улиците. Ова е уште еден значаен инфраструктурен зафат со кој се решаваат долгогодишните проблеми и се подобрува квалитетот на животот на граѓаните на Росоман. Во 2022 сме биле на 8-то место според висината на инфлација, а сега сме на 3-то, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски и рече дека очекува намалување на цената на горивата и стабилизирање на инфлацијата. Јас правев една анализа лично и ги споредував јуни месец 2026 со јуни месец 2022. Отприлика тоа се две слични години. Зошто? Затоа што тогаш почна војната во Украина, а сега е војната во Иран или во заливот. Иако според сите светски познавачи велат дека оваа војна има далеку по девастирачки последици за светската економија, поготово како енергетска криза повеќе. Ако тогаш сме имале 14,7% инфлација, сега е 3,4%. Ако тогаш прехранбените производи биле над 15% и тоа бе главниот драйвер, сега тие се 2,5%. Јас очекувам дополнително стабилизирање во јули. Анализирав 12 држави од регионот, тогаш сме биле на 8-то место од 12 според висината на инфлација, сега сме на 3-то. Да речеме, пред нас се благо Србија и Албанија, но позади нас се сите останати држави од регионот, од Турција преку Бугарија, Романија, Грција, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и така натаму. Генерално имаме голем број на држави кои што имаат далеку полоши параметри. Ние ќе продолжиме и понатаму активно да работиме во насока на зачувување на ценовната стабилност. Ребалансот на буџетот е развојна, а не панична корекција, порачаа денеска од владејачката ВМРО ДПМНЕ. Денес сакаме да зборуваме за суштината на усвоениот ребаланс на буџетот за 2026 година. Овој буџет не е документ на паника и не е одстапување од економската политика. Тоа е навремено приспособување на буџетот кон реалните економски движења и кон потребите на граѓаните, општините и стопанството. Вкупните приходи се зголемуваат за 4 милиарди и 575 милиони денари или 1,2% и достигнуваат 379,5 милиарди денари. Вкупните расходи се зголемуваат за 11,6 милиарди денари или 2,8%. Да, дефицитот се зголемува и изнесува 4,1% од бруто домашниот производ, но клучно прашање не е само колкав е дефицитот, туку за што се користи дополнителниот фискален простор. Одговорот е многу јасен. Капиталните расходи се зголемуваат за 5 милиарди и 814 милиони денари, односно за 14,5%. Развојните подпрограми растат за 4 милиарди и 215 милиони денари и достигнуваат повеќе од 41 милиарда денари. Тоа се средства за патишта, железница, водоводи, канализации, училишта, здравствени објекти, животна средина и локална инфраструктура. Тоа се инвестиции што создаваат работа денес, а вредност за граѓаните во годините што следуваат. Истовремено,
Приходната страна не се гради врз нереални очекувања. Приходите растат систематски, системски, пресметано и создаваат поголема вредност во економијата. Се крати таму каде што нема доволен приоритет, а се зголемува таму каде што има економски, развоен и општествен ефект. Затоа, кога опозицијата ќе зборува само за една бројка, ние ќе зборуваме за целата слика. Ќе зборуваме за структурата на расходите, за проектите и за придобивките кои што треба да ги почувствуваат граѓаните. Овој ребаланс треба да се оценува не само според тоа колку средства се планираат, туку според тоа што ќе се изгради и што ќе се подобри со нив. Тоа е разликата помеѓу непродуктивна потрошувачка и развојна политика. Затруењето на Гостивар и цела Македонија мора да има кривична одговорност, порача на денешната пресконференција портпаролката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Богданка Кузевска. Потруењето на граѓаните на Гостивар со над 4000 заболени граѓани, потруењето на уште 7 други населени места и загадување на 2 реки мора да има кривична одговорност од сите. Наместо да прикриваат и бараат виновници насекаде освен во сопствените редови, криминалната ВМРО мора да ја признаат вистината за тоталниот институционален колапс. Здравието на граѓаните го загрозија, а тоа е најважното нешто. Не можете да отруете цел град, загадување на вода да има и во 7 други населени места, на 2 реки, а никој од власта да не одговара. Целата власт, сите институции и сите механизми се во рацете на ВМРО-ОКГ и на Мицкоски. Нема бегање од одговорноста сега за труењето на Македонија. Прво, институциите признаа дека црвените светла им се запалиле предоцна. Додека илјадници гостиварци пиеле вода загадена со фекалии, никој не презел апсолутно ништо. Потоа ги крија податоците од јавноста. Сега кога кризата веќе ескалираше, признавате ризик од жолтица и други заразни болести. Она на што доктор Венко Филипче предупреди уште минатата недела. Дополнително, јавноста и денес нема добиено, нема видено официјален потпишан извештај за анализите на така наречената техничка вода. Кој институт ги изработил анализите? Кој го потпишал извештајот? Кој ја одобрил употребата на водата? Врз основа на кои параметри е утврдено дека водата е безбедна? Граѓаните на Гостивар, почитувани, ја плаќаат цената затоа што наместо стручност, наместо превенција и брза реакција, добија неспособност, прикривање информации и политички калкулации. Затоа, за ова мора да има и политичка и кривична одговорност. Кривично мора да одговараат министерот Сашо Клековски, директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, директорите на надлежните центри за јавно здравје, како и сите службени лица кои знаеле што се случува, ги криеле информациите, не презеле мерки и дозволиле здравјето на граѓаните да биде загрозено. СДСМ нема да дозволи овој скандал да заврши со уште едно прикривање на вистината и правдата. Во рамки на Кавадаречко културно лето, синоќа во Винскиот музеј се одржа винска вечер. Синоќа, во прекрасниот амбиент на Винскиот музеј во Кавадарци се одржа винската вечер пенливи приказни од тиквешките винари. Уште еден прекрасен настан во рамки на Кавадаречко културно лето 2026. Посетителите уживаа во богатите вкусови на пенливите вина од тиквешките винари, интересните приказни што ги споделија винари и производители, како и во пријатната атмосфера збогатена со добра музика, дружење и насмевки. Уште еднаш се потврди дека тиквешијата не е препознатлива само по своите врвни вина, туку и по гостопримството, традицијата и љубовта кон винската култура.
Денеска градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев оствари работна средба со професор магистер Страшо Темков, раководител на меѓународниот флейтистички концертен подиум. На средбата официјално беа најавени подготовките за 16-тото издание на оваа традиционална музичка манифестација, која годинава ќе се одржи од 24 до 29 август во прекрасниот амбиент на детското одморалиште Михајлово. Професорот Темков изрази голема благодарност до општина Кавадарци и градоначалникот Јанчев за континуираната и несебична поддршка во организацијата и развојот на овој значаен културен настан кој со години го позиционира Кавадарци на мапата на врвните музички случувања. На овогодишното издание на концертниот подиум најавено е учество на 15 студенти кои ќе имаат можност да усовршуваат своји вештини под менторство на 4 еминентни професори по флейта од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Бугарија. Продолжуваме со вести од спортот. Ренатињо ја зголеми странската колонија во градскиот фудбалски клуб Тиквеш. Со ангажманот на Андреј Велков, кавадарчани ја зголемија и ротацијата во дефанзивната линија. Новата фудбалска сезона во Македонија започна. На отварањето во Кавадарци, градскиот фудбалски клуб Тиквеш одигра онака како што сите посакуваа и убедливо го декласираше Арсими. Паралелно со успешниот старт стигна информациите дека ФИФА ги повлече забраните за трансфери за кавадаречкиот праволигаш, бидејќи Тиквеш ги подмери сите долгувања. Тоа значеше и зелено светло за управата и стручниот штаб, кој веднаш ангажираше уште едно ново засилување, откако кавадарчани вчера го потврдија трансферот на бразилецот Жоао Габриел Фереира Сантош со прекар Ренатињо. Станува збор за 21 годишен дефанзивец, кој откако ги помина младинските категории во татковината, минатата сезона играше во Молдавија, каде ги бранеше боите на Политехника. Тиквеш ја засили ротацијата во дефанзивата со ангажман на уште еден млад македонски фудбалер. 20 годишниот штипјанец Андреј Велков е најновата аквизиција за кавадарчани, а минатата сезона тој ги бранеше боите на Струмичка Брера. Ракометната федерација забрани ангажирање играчи за еден надпревар. Во баражот ќе смеа да играат само оние кои одиграле минимум 10 надпревари за клубот. Ракометната федерација на Македонија донесе нови пропозиции за машката ракометна Суперлига, со кои воведува една важна револуционерна новина, која во иднина треба да стави крај на практиката клубовите во последен момент да се засилуваат специјално за бараж надпревар. Во предлог документот за предстојната надпреварувачка сезона е вметнато ново правило, според кое право на настап во бараж надпревар ќе имаат само ракометари што се уредно пријавени на почетокот на сезоната, како и ракометари кои се уредно пријавени пред почетокот на пролетниот дел. Во баражот ќе можат да играат и ракометари што до баражот имаат одиграно најмалку 10 надпревари за клубот. Ова правило се однесува на клубот што игра бараж и со него практично се оневозможуваат манипулациите пред клучниот надпревар за опстанок или влез во Суперлигата да се носат инстант засилувања кои претходно воопшто не биле дел од актуелната сезона во тој клуб. Во иднина баражот ќе мора да се игра со ракометари што реално биле дел од екипата, а не со играчи ангажирани само за еден надпревар. Тоа е важен потек за регуларноста на надпреварувањето и затоа новото правило всушност треба да донесе поголем ферплей и рамнотежа помеѓу тимот што цела сезона се борел во Суперлигата и тимот што доаѓа од првата лига. Во новите пропозиции се прецизира и ростерот на клубовите. Секоја екипа мора да пријави листа со минимум 16 и максимум 35 ракометари со валиден лекарски преглед за да добијат лиценца и да бидат внесени во системот. Ако тоа не биде направено, екипата нема да биде вклучена во системот на надпревари.
На самиот надпревар екипите во записник може да внесат најмногу 16 ракометари и 5 службени лица. Дополнително, пред надпреварот мора да бидат пријавени минимум 14 ракометари, во спротивно надпреварот нема да се одигра и ќе биде регистриран службено за противникот. И за крај, во брзање со новите правила кои патем се добри и на место, Ракометната федерација на Македонија заборави нешто што е многу битно за горе споменатиот ферплей. Суперлигашите секогаш ќе бидат привилегирани во однос на прволигашите, бидејќи тие во своите редови смеат да имаат странци, а токму федерацијата им забрани странци на прволигашите. Да ја проследиме и временската прогноза. Под влијание на топол бран следува период на сончево и многу топло време. Особено топло ќе биде за време на викендот и во текот на следната работна седмица, кога дневната температура наместа ќе надмине 40 степени. Утре ќе се задржи сончево и топло со мала локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурите ќе се движат до 38 степени. Почитувани гледачи, ова е крајот на дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам што бевте со нас, имајте пријатна вечер.